Топ тема, добро вечер. Еден глас недостасуваше Уставниот суд денеска да ја донесе одлуката по прифатената иницијатива за оспорување на уставноста на последните измени на изборниот законник, со кои, зголемувајќи го прагот за подписи, партиите едногласно се договорија да им ја отежнат изборната битка на граѓанските иницијативи или популарно наречените независни листи на изборите. Не е тешко да се претпостави дека позитивна одлука на првата наредна седница на Уставниот суд е можна, имајќи го предвид со односот на силите кој е ист како и при прифаќањето на иницијативата, но останува фактот дека токму оваа одлука ќе биде клучна во пресрет на локалните избори на есен, за тоа каква ќе биде иднината и судбината на на независните листи. Бидејќи од владата веќе на вестија дека темелна реформа на изборното законодавство најверојатно нема да има, иако е тоа обврска и од реформската агенда и представува обврска од последниот извештај на ОПСЕ ОДИХР. А впрочем и бројот на подписи за поднесување на листите е можеби клучниот, но не и единствениот дел од бројните забелешки на ОПСЕ ОДИХР, кои во голема мерка треба да создадат терен за еднакви шанси за сите учесници во изборниот напревар. По едно тематско прашање, зошто тоа некој не го сака, а во кој ќе ги опфатиме сите аспекти, вечерва дебатираме со Невена Георгиевска, советник од Независни за Карпеш. Добро вечер. Добро вечер. Лијана Поповска, иницијатор на поднесувач на иницијативата Зелен институт. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер. И Горјан Јовановски, советник во град Скопје. Добро вечер, советник од Зелен хуман град. Добро вечер и добре дојдовте. Госпоѓа Поповска, како иницијатор, отсуство е на еден судија и сега логиката налага дека е, ако е резултатот 4-4, иницијативата беше прифатена со 5-4, дека денеска, како што беше кажано и за други точки од дневниот ред, оправдано од здравствени причини, може да се претпостави, гласањето во суд е тајно, може да се претпостави дека недостасува еден од контато за. Тоа го говори логиката. Ако е така, тоа би значело на 14 мај најверојатно позитивна одлука. Но имате ли сепак скепса? Имам надеж, но има една неизвестност, нели би рекла. Скепса може прејако е, сепак сум главно позитивна, бидејќи не очекувам дека конкретно за господинот Осман, кој што е од здравствени причини одсутен денеска од Уставниот суд, неговиот став беше многу јасен и многу позитивен, изразен на расправата, каде што сите ние како иницијатори, вкупно 11 бевме, јас ја поднесов со поддршка, нели бевме заедно 11 членови и на други здруженија граѓански. Значи, очекувам дека он нема да го смени, нема причина зашто да го смени ставот, толку му беше јасно искажан со силна поддршка за иницијативата и силна убеденост дека се крши уставот по повеќе основи и дека имаме одлична аргументација, така што очекувам позитивен исход дефинитивно. Георгиевска и Јовановски, колку ќе биде оваа одлука значење за она што ќе се случува на изборите веќе на есен, со оглед на фактот што без да пресече Уставниот суд, друго се е јасно, а јасно е дека партиите кога наумија се договорија и изгласа нешто што не е во согласност баш со препораките на ОПСЕ, иако сакаат тоа така да го представат. И второ, воопшто немаат намера, зашто дополнително ќе дебатираме, да не влегуваат во посериозни измени на изборното законодавство, кои што се во насока на препораките за вистинска, фер, демократска атмосфера или поле за надпревар на, што се вели по меѓународните стандарди, поле со еднакви шанси за сите.
Конкретно за Карпош, се надевам дека и да не се усвои оваа иницијатива, ние ќе го достигнеме бројот околу 650, минатиот пат беше 350 подписи за да може да учествуваме. Меѓутоа и гласови 4 гласа што се против тоа да се поништи ова, за мене еден вид поразително, затоа зашто стварно мислам се гледа дека покрај сите препреки што ги имаме и оваа дополнително ја задаваат, што е многу комплицирано, еве конкретно за некои општини ќе биде многу нелогично. Потешко се докажува вашата аргументација од можеби аргументацијата на оние судии кои што се против, кои што можат да завршат со аргументација од една реченица. Да, право е на законодавецот да ги утврдува условите, точка. Уставност, законитост, завршена приказна, не мора ни... на Уставниот суд и заштита на правата на граѓаните. Освен оваа препрека, ја би спомнала дека има самата процедура на собирање подписи, сите понатака процедури што ги следат независните листи се огромна пречка, никаде некои работи не се дообјаснети, па мора нонстоп да се јавуваш по телефони, за некои иницијативи треба печат, за некои не треба, зависи кој како. И тука цело време си со бркање на времето, дали ќе стигнеш да ги поднесеш, така да имаш и ред други околу рекламирањето. Да, ќе ги разговараме сите. Ова е само една дополнителна пречка, така да ако успееме ние сите 10-15 пречки претходно да ги стрчаме, конкретно за Карпош ова нема да биде проблем, ама ќе видиме како ќе иде. Горијан, ако еве за Карпош е лесно, сепак ако остане ова, ако се случи нешто да сепак може би има некаква промена на мислењата внатре меѓу судиите, секогаш се е можно. Колку тоа ќе биде голема пречка гледано генерално? Според мене ќе биде огромна. Затоа зборам посебно за Скопје кога гледаме бројот на подписи пред измените на изборниот законник потребни за воопшто да може независна листа, независни граѓани, граѓанска иницијатива да излезе на локални избори беа 1000. Сега се барат 4500 подписи. Тоа е апсурдно огромен број и е еднаков, скоро еднаков на бројот на гласови потребни за едно советничко место. Што значи дека со оваа промена ние всушност направивме јавно гласање за еден советник. Бидејќи со име и презиме сите се потпишуваат за да видиме кој поддржал таа иницијатива. Сигурни сте. Ако се мачат толку да одат по сите тие перипетии да се потпишуваат, да ги бараат канцелариите, да ги гледаат дека се потпишуваат, тогаш воопшто нема да имаат проблеми да отидат да гласат. Значи секако и баш затоа мислеле за вас партиите, ви обезбедиле сигурно, сигурен избор. Баш и тоа колечката неведнаш што спомнува. Значи јас како го гледам целиот овој апсурд. Сега ќе речат партиите, добро ме ворете, еве ќе попуштиме, ете Уставниот суд изгласа, ќе се поништат промените во изборниот законник, ќе се вратиме на старите бројки и доста сега барате. Што барате повеќе? А уствари што беше проблемот? Значи и тие 1000 гласови што треба се соберат за Скопје се апсурдно големи и се еднаков на бројот на подписи што треба се соберат за се основа партија на ниво на Македонија. Ти за една општина во Македонија се обидуваш да направиш листа, а истиот број на подписи ти е потребно од каде било во државата за да направиш партија. Па како е тоа? Еднакво. Во тон европски земји ти се барат многу помали прагови на подписи, собирање на улица, ти можеш да дојдеш да земеш подпис, не треба да идеш по канцеларии на ДИК. Сакам да кажам дека и оваа победа да извојуваме, ова е само прв чекор кон промените што треба да се направат за вистинска демократска вклученост на граѓаните кои што не се кандидат преку партиските редови за да управуваат со локалната или националната самоуправа. Попуска, вие имавте и конкретни примери, сме ги дебатирали, но неве веќе кога повторно се собравме на оваа тема. Кажа Горијан интересен податок, 1000 подписи за партија, тие ако ништо друго мора да се имаат, има и таму еден период на обновување нели на членството и ние сме сведоци на централните избори со години наназад дека се соочуваме со партии за кои што слушаме единствено кога има избори, но тоа не смета. Некако сметаат независните листи и тоа
во Советот. Зошто? Многу јасно, затоа што дел од тие партии што викате за кои никој не слушнал, тоа се партии кои што се фиктивни, на кои што големите партии им собираат веројатно потписи и кои што им требаат заради некаков декор во одредена ситуација или да прикажат дека имаат поголема коалиција, дека се дел од коалицијата, иако нема да добијат места на одредени позиции, или во одредени ситуации да се јавуваат со одредени иницијативи во полза на една или на друга партија. Но, од друга страна, пак има кај независните листи и, што е многу битно, кај таквите фиктивни партии, вие немате реална, ако сте партија голема, немате конкуренција на изборите, бидејќи тие не постојат како партии, немаат гласачи, немаат програма, немаат мрежа и тие едноставно нема да добијат гласови, тие не ви се конкуренција. Тие се фиктивно им служат кога ќе треба, додека независните листи или други помали партии кои што имаат реално гласачко тело, реална програма, содржина и мрежа, исто како и независните, тие си имаат своји гласачи. Помалку се отколку на големите, меѓутоа не се занемарливи. И кога ќе се излезе на избори, за независните листи конкретно ќе гласаат луѓе, живи луѓе. На минатите избори, да подсетам, ако не се лажам, беа некаде околу 65.000 вкупно земено со сите единици на локална самоуправа, што беше четврта политичка сила беа независните листи. Да, еве, дали се бројките во прашање? Бидејќи вака ако ги гледаме, бројките имаат две лица тие бројки. 64 независни кандидатури се поднесени, значи 64 листи на ниво на цела Македонија на претходните избори. 67 советници се избрани во 34 општини и сега тоа е некоја статистиката вели само 4,97% од вкупно 1347 советнички места во државата. Да, зошто сега прашањето, ова и за сите, зошто толкава мобилизација, не сакам да кажем дека ќе ја прошириме дебатата и со нив, зошто толкава мобилизација и зошто наеднаш од немајкаде практично речено зимање на една точка од препораките на ОПСЕ ОДИХР и незина изведба во корис на партиите, бидејќи нема согласност дека тоа што партиите го протолкува е на вистина читање на препораката на ОПСЕ така како што треба. Затоа што во апсолутна вредност, реков, тоа се сериозни бројки. 65.000 гласови се сериозни, за кои што се борат големите субјекти и кога ќе се поделат тие, секој од нив би добил некаде едната, некаде другата страна, во сите тие општини и градот Скопје би добиле плюс некој советник, а од тоа би зависела рамнотежата во советите, така што имаат интерес и едните и другите да се борат за да им бидат на располагање, надевајки се дека ќе им отежнат на независните листи, дека нема да можат да соберат потписи и дека нема да им бидат конкуренти на изборите. Бројки. Толку сте конкурентни, јас ги гледав. Мислам дека вие имате двајца советници и вие исто имате двајца советници. Сега Горјана, ако еден мандат, рековте, тежи 4,5, односно еве вашиот мандат, заедно со мандатот на вашата колешка, значи вие чините двајцата 9.000 гласови. Кога би ве немало, по Донтовиот модел, тоа е плюс-минус 1-2 зимаат тие што се најгоре по Донтовиот модел. Тоа е пречката или тоа е главната причина или главната причина е действувањето по тоа и активноста по тоа која што многу се разликува. Или и двете заедно? И двете заедно, мислам, со елиминирање на независните кандидати внатре, се елиминира транспарентноста која што се постигнуваше, се елиминира дискусијата со реалната дискусија со граѓаните кои што се директно засегнати и се елиминира граѓанскиот глас внатре во советите. Бидејќи сите оние граѓани кои што не се чувствуваат застапени од која било политичка страна, од политичка партија или иако биде застапени и може гласат, да тие политички партии не добиваат никаков одговор, а ги има и вакви.
едноставно се вртат кон независните, бидејќи знаат дека нивниот глас ќе биде пренесен внатре и ќе биде чуен. И мислам дека комбинацијата на сите овие фактори, тоа што на овие локални избори се виде од сите страни, од сите независни, дали тоа би било во Карпош, дали тоа би било во центар, дали тоа се на град Скопје, имаше еден период и во Тетово и насекаде, во село Струмица, се виде една транспарентност што претходно не беше видена. Јас можам за град Скопје да говорам дека во претходните мандати вие на страната на град Скопје не може да најдете дневен ред. Едва се наоѓаше за што се зборало на Советот, па можеби некој изјава пуштил градот. Сега има целосна веб страна која што независните ја правиме. Ние ја држиме, дел од нас онлайн и на Facebook и по Google Drive, кај што ги објавуваме сите точки, сите материјали, како се гласало, кој гласал за, кој гласал против. Се прави една целосна транспарентност на системот и нормално дека таа транспарентност не одговара на оние партии кои што не сакаат да има таква транспарентност. Значи, и бројот на советници е важен, но и начинот на кој што новите стандарди што се обидуваме ние како независни да ги поставиме внатре во советите е нешто кое што го крши статус квото, а со тоа и не одговара на партиската агенда. Јас мислам дека секако Што говори вашето искуство? Ги сплашивме на некој начин. Не само со бројноста колку гласови собравме, туку и со нашето поинакво делување. Затоа зашто едноставно ние не сме, нити имаме багаж. Претежно бевме сите активисти во овие листи ние што се знаеме како независни активисти, екоактивисти. Едноставно кога ќе влезеш и во комуникација и во префрлање, нема ке нас да ни кажат вие вакви бевте или вие такви бевте. Од друга страна им правиме проблеми. Со нас не можат, нати го дај ми го, и едноставно ги вадиме сите работи на виделина и мислам дека многу им е полесно меѓу себе да се договорат околу некои работи, тоа тече масно, без разлика дали се конкурентни партии. Отколку кога ќе се вмешат некои што не им играат по тие правила. Во Карпаш имавме една интересна ситуација, дали беше уште првиот или вториот месец, значи има соопштение на веб страната, подпишано од СДСМ, од ВМРО, од ГРОМ и од Левица. Не им верувајте на независните советнички, ве манипулираат и ве лажат. Значи, успеа да се здружат против нас две во рок од 2 месеци. Едноставно беше што објавивме ние нешто како изгледа и сметаа дека ги манипулираме граѓаните. Така да, мислам дека повеќе е проблемот едноставно да не им се плеткаме во тие поделби на влијание што ги имаат и во советите. Од друга страна, ја би кажала дека многу не знаат, меѓутоа, што се случува у Карпаш, од она почетно што беше колку имаше едната партија, другата, третата партија, сега да речеме имаме во Карпаш 5 независни советници. Значи, 3 напуштија партии и сега се декларираат како независни. Сега колку се тие независни, кога ќе кажете некој независен е, меѓутоа настапувал како член на некоја партија, па под некои причини веќе не е. Да, и сега тие работи луѓето некојаш немаат време да ги следат советите што и како се случува. Ние ги вадиме на виделина токму тие работи. Како се гласат и кои се оние игри што не се гледаат директно само на советите, мада и на советите ние веќе отворено зборуваме за се што се случува, така да во следните избори, мислам за следни избори ќе имаме многу интересни теми за дебатирање. Побоска, зад вас е големо политичко искуство и сте били во позиција да правите и коалиција и сега без не сакам да звучи навредливо, но сте биле секогаш дел од она што кај нас важи за мала партија. Помали партии и големите, нели, коалициски браќа, без оглед дали е стожерната партија од лево или десно, колку генерално и на поширок план всушност партиите се навикнаа да функционираат на тој начин. Ние сме тие тука големите, си ги договараме коалициските колачи во коалицискиот двор преку одредени механизми и некако, бидејќи коалициите најмногу се одржуваат во централната власт, каде што има и што да се дели,
сите се среќни и задоволни. Суштината на децентрализацијата, смислата на локалната самоуправа, на директното учество на граѓаните, некако како да се веќе сосема небитни за сите, бидејќи да беше поинаку, веројатно немаше да кренат сите глас за овие последни избори. Видете, вака, да, доста бев долго во политика, сега вака броев во главата, мислам 26-7 години се вкупно, и кога се вкупно сум броела, половината од мандатот сум била во владеачка коалиција, половината сум била во опозиција. Дел од, и тоа не секогаш во коалиција, кога си во опозиција, ти си најдобро ти е да си сам. Немаш потреба да бидеш во коалиција и действуваш самостојно. Најсамостојно всушност кога си во опозиција. Така што од една страна, знаете, многу е лесно кога, бидејќи не сум била никогаш во голема партија, а големите партии си имаат своји штабови и лесно им е да пробаат да те елиминираат, да речат: абе, ти си секогаш бил во власта, или си со едни со други. Всушност, тие те плукаат едните кога си во коалиција со другите, или другите кога си во коалиција со првите, како да речем, или кога не си со некој, едноставно си како да си против нив. Не се сваќа кај нас, еве, толку години, скоро 3 децении сум била во политика, не достига се уште една демократска свест дека ако не сум јас со тебе истомисленик, ако имам различен став, јас не те мразам, не сум ти непријател, јас само имам различен став и сега дебатираме со аргументи. Но и тоа е некој период на развој треба, веројатно, каде што е во оваа фаза, мислам дека баш и независните доста придонесоа. Инаку, знаете, да се биде во мала партија, условно кажано, е и една потреба за поголема слобода. Бидејќи во помала партија има поголема демократичност во принцип, нема војска, не си како во војска, немаш толку строги правила нити ограничувања. Луѓето се поблиски едни до други, ако имаш идеолошка подложка и ако знаеш зошто си заедно, ти многу полесно се разбираш и тоа е многу слично како во овие движења кои што се кај независните листи. Имаш една другарска атмосфера, пријателска атмосфера и соборци за одредена кауза. Јас сум била секогаш во центарот, и затоа ми се мене блиски. Јас сум гласач на нив двајцата, на Горјан, на Зелен Куманград и во Карпош, бидејќи живеам на независните од Карпош, и на Невена и Тања. Така што, значи, мене ми било природно да бидам во центарот. Сум влегла 93-та во политика со партијата на Гошев, Демократската партија, што беше нешто ново, беше еден прозорец кон демократијата и мислам дека направи историски еден пресврт на политичката сцена. Потоа, како ЛДПН стана, се споја со либералната, по 12,5 години таму, од причини одредени несогласување околу законот за територијална поделба, бев подпредседателка на собранието, едноставно јас излегов од таму, ја напуштив функцијата на висок функционер, државен и партиски и секако, затоа што за мене таа тема беше многу битна и едноставно не можев да се помирам. Ја иницирав дом, се определивме за зелена опција, но и либерално-демократската на почетокот, како што беше, и дом како зелена партија беа во центарот. Едните повеќе накај десно, другите некај тука некаде некој центар со многу битни разлики, нели, кои што со текот на годините се профилираа порано. Доволно беше да се каже јас сум во центарот и тоа значеше нешто како независни. Но после нормално сите осознаваме и се развиваме. Тоа се идеологии кои можат нешто да значат и на национално ниво, на локално ниво. Но значаја, знаете што, многу е битно да постојат и помали партии, да постојат и независни субјекти. Затоа што на тој начин се руши монопол на два субјекта, или во нашиот случај на 3-4 сега се сведува со оглед на етничноста на ситуацијата во Македонија, меѓутоа главно се руши црно-белата слика кога имаш меѓу партии и секогаш помалите субјекти, дали се партии, дали се независни субјекти, се носители на некои демократски пробиви. Нема време сега, ниту е тоа тема да се каже што се помалите партии како и независните, какви се
зидови срушиле за да сега, се и такви бариери. Дел од маките што ги поминаа ќе го опфатиме и тоа. Што е она што мислите дека е зидот и што треба да се пробива и што доминира на локално ниво? Ги нема тие големи локалната самоуправа не дозволува тука битка на тие големи идеолошки теми и прашања кои што ги спомена Поповска на државно ниво, на што се кршат тука на локално ниво копијата? На политики и политики, како мерки, во смисла на мерки или на интереси? И каде е тука трн во око независната листа, односно листа? Ние не влеговме во политика, да речем, во овој начин идење на избори за да оствариме некои наши интереси. Кај партиите веќе не е таква работата, затоа зашто сите очекуваат дека со работата во тие предизборни кампањи веќе добиваат некое конто кај себе кое потоа понатака ќе им помогне во одење нагоре во партијата, нели? Прво советник во општинства, па како ќе се покажат. Кај нас тоа не е така. Све иде на волонтеристичка база, средствата сами ги собираме, значи, за кампањата, сами ги трчаме тие работи. Јас не знам од партиите, најверојатно им оне што е носител на листа не трча по банки, по правење печати и сите тие, дали уопшто знаат кој е тој процесот што ние го одевме. Кај нас они не треба да отварат, тие не треба да отварат во централен регистар, па оние во банка, значи тоа е нервен слом кој ќе влезеш по 2-3 сата, па на крај добиваш различни искуства, па потоа идеш на затварање на сметката. И најинтересно беше кога ние завршуваме со изборите, сите пари што ни остануваат на сметка, според законот треба да ги дадеме на доброволни на некоја доброволна основа. Ние имавме 9000 денари останато. 1000 денари ни земаа од банка само за затварање на сметката. 8000 оставивме на Добро што не сте договориле поголема донација ќе сте останале должни кон и така да сите тие работи ние затвараме сметката, веќе не добиваме никакви средства, додека партиите добиваат средства од државата, што е нонсенс во однос на тоа колку гласови имали, тие располагаат со одредена сума. Значи, кој ќе видите колку пари имаат само за реклами, ние буквално без никаква реклама на терен со едни флаери што ги имавме и што мислевме дека горе-доле луѓето не познаваат од нашето делување, освоивме пак гласови колку некои партии што се, да речеме, години пред нас. Да, некако навлегуваме и во тој дел на нееднакви шанси. Горијан, што е она што за пред да отвориме и пошироката дебата, што се друго треба да се менува, што е она што најмногу, дури и со постојното законодавство, дури и се да се заврши добро со околу уставната иницијатива како единствена шанса, што е она останато што предизвикува проблем, за да се стигне до местото кај што сте денес, советник во град Скопје? Има многу пречки. Целиот тој пат ние направивме еден извештај и го пративме после до ОПСЕ за нашиот пат на локалните последни избори и сите смешни сопки кои што се случува. Се случуваше во канцеларија на ДИК, каде што требаше собираме потписи, едноставно никој да не сака да отвори врата. Па се јавуваш по луѓе, пробуваш да го најдеш човекот спиел. Спијам. А кој друг, па не знам, не дошло втора смена, јас спијам, тоа е тоа. Па иди моли се за општа врата да се отвори, бидејќи не можеш да собереш потпис на друго место. Беше невидена калакурница там, невидена калакурница како што спомена Невена по сите процеси што се трчаат. Ти си оставен сам на себе да се снајдеш во таа кампања, да се снајдеш со таа документација, ако некој ти крена од ДИК за да ти помогне, супер, ако не сака да крене никој од ДИК, твој проблем е да се снајдеш и си го решиш. Се очекува дека ти знаеш дека зад тебе имаш некој кадар, како што имаат партиите искуство со години, ги знаат точно сите процедури и контакти. Ти ги немаш. Ние за кампањата се снаоѓавме да снимаме видеа за да покажеш кои се луѓето, што прават, што сака да постигнат. На тие видеа јас имам ангажирана и баба ми.
Папа ми беше глумец во едно од тие видеа, зашто тоа е можноста што ја имаш и мислам супер глумец самона. И мене ми е многу драго што учествуваше, но Па добро, можеби еве се покажало и како поавтентично и креативно и барем креативност. И затоа мене ми се допаѓа успехот што успеа нестависните да го покажат и покрај сите пречки поставени од застарен систем. Ќе ги разгледуваме сите, само мала дигресија за овие избори. Нас мислам ова е сосема шега, ќе биде многу лесно сега со АИ, се може да се креира и мини спот, иако и тоа чини пари самата претплата. Прва пауза за реклами и продолжуваме. Пред да продолжиме, измената на министерот за правда Игор Филков дадена во понеделникот, за тоа ќе има или не, или кои се позициите околу потребните и очекувани измени на изборното законодавство. За да не се повтори искуството од минатото, за препораките на ОДИХР да не ги враќаат после секој изборен циклус, односно едно нешто да влага у собрание, а конечниот резултат да е друг, овој пат сакаме да направиме широки консултации, баш да не ни се повторат лошите искуства од минатото. Мислам дека има време во наредните 2 недели да седнеме доколку има расположение и политичка волја од страна на сите политички чинители. Јас можам да говорам во моje лично име како министар за правда и во дел на политичката партија која што ја представувам. Многу кратка изјава и образложение за пресериозни обврски. Треба да бидеме наивни да веруваме дека сега наеднаш нема време, бидејќи не се ова едноставни прашања, не се мали обврски, значи едноставно ако тоа ви е обврска произлезена од минатите избори, содржана во нешто што се вика реформска агенда, зашто исто така сте се обврзале, ако сте го ставиле во владина програма дека ќе го завршите до крајот на април, веројатно треба посоодветно да се планира за да се има време за се. Така изгледа. Така би требало да биде и навистина ме чуди. Јас очекував дека ќе се носи нов закон, изборен законник. Мислам, тоа беше најавено, тоа сите го знаевме дека се очекува нов изборен законник. Така што затоа размислувавме како независните листи дали ќе да не се случи сега да помине на Уставен суд, а потоа нешто да се прави повторно некој обид во избор кога ќе се менува законот, иако знаевме дека ќе имаат независните веќе подобра позиција во стартот, ако веќе Уставниот суд донесе позитивна одлука како што очекуваме. Искрено, јас очекував дури и дека ќе се оди, знаете, кон отворени листи на локални избори. И тоа беше нешто што одамна сме се бореле многу луѓе и кај што и медиумите го поддржувале тоа и граѓаните го поддржувале затоа што тоа би значило права демократија. Имаш изборна листа, нека се почне од локални избори, подоцна тоа нека се преслика ако не се сака веднаш на исти избори, на први парламентарни, по одреден период и на парламентарните. Тогаш ќе дојде до израз квалитетот на кандидатите, поголема одговорност. Најавен е изговорот да почнеме само од локалните, демек ќе биде тешко за во 21 век сега во ера на дигитализација ќе не биде тешко да ги пресметаме изборните резултати. Или сакаме или не сакаме. Мислам да не бегаме од суштината. Не, зборувам за отворени листи, мислам дека тоа се очекуваше и на времето се заговараше дека ќе почне како прв чекор на локално ниво да се види како ќе функционираат отворени листи и потоа да се транспонира тоа и за парламентарни листи. Тоа го очекував, а никако не очекував дека нема да се влезе во законот. Не гледам реална причина зошто да се одложува. Да, вие очекувавте оваа дебата, бидејќи има многу што да се дебатира, односно потреба да се смени во изборното законодавство и без да се допре до ова што го спомна госпоѓа Поповска, отворени листи, па менување на изборни единици, тоа се навистина големи теми. Меѓутоа, има суштински елементи во законот кои и од пракса и според препораките на ОПСЕ ОДИХР треба да се сменат и тие се прашање не на консензус, туку на усвојување на базични демократски стандарди. Зошто, како го толкувате ова
играње условно на партији. Кој што едноставно, ако има, ако нема, ако не, па ќе видиме нешто на брзина да можеме од овие 5 приоритети што ги дал ОПСЕ од вкупно 24, колку да замачкаме очи. Значи, ако се сака, све се може во однос на тоа. Друга работа, ние можевме да играме игри во однос на тоа, која веќе ставаат препреки, можеме и ние сите да се собереме на партија да направиме. Меѓутоа, повеќето од нас сме на тоа дека сакаме да покажеме дека може и поинаку. Значи, сакаме да видат и граѓаните разлика во делувањето. Дека може и кога си независен, и кога имаш и повеќе препреки, и кога излегуваш и покрај сето тоа, ти си остануваш на своите ставови. Ама и да имате партија, со тоа ќе го решите проблемот на гласовите. И гласовите, на подписите. И парите, меѓутоа, не го решавате проблемот на парите, бидејќи делот за финансирање е така скроен да најголемиот колач кој што се однесува и на медиумски пристап, и на поврат на средства и на други погодности, повторно е по таа делба на големи и мали. Малите не добиваат ништо. Еве да кажам 10 минути сменети се. Сега од 10 минути медиумски простор платен со државни пари, кој што се вели да се смени, сите мали добиваат 1 минута наспроти 4:4 за големи. Не знам малите колку добиваат, тоа Лиле го откри од законите и ние исто направивме еден спот од 12 секунди, 7 дена што идеше. И ако го донесете, ние немаме право да ви го пуштиме. Значи, може баба му на Горијан да биде се извинувам Горијан, најдобрата глумица и најубавиот спот да го направат, меѓутоа никој нема право да го пушти, освен тој да си го пушти на Фејсбук. Во медиум не може да отиде. Имаше токму во медиуме и го искористивме тоа право од 135 што бевме, значи не парламентарни така, значи 135 бевме, 3% од целата таа пита, 3% се делеше на 135. Едното 135 тинче беше 1000 евра. Со тие 1000 евра, значи 5-6 дена, 7 или 10 секунди идеше една реклама, ама еве и да ми дадат и дупло секунди, јас тоа повеќе не го правам, затоа зашто после имаше такво малтретирање со документација и бирократија, значи требаше пополнуваме 40 листи сите, па ако еден не дојде од ние што сме биле, па не важеше, па печати удирај, па подписи. Не знам уште колку пати подпишував само такви листи, така да фала не јас. И тоа беше борба. Ова беше борба за да се дојде до овие неколку, затоа што одевме една група во ДИК да преговараме. За да може да издействуваме, зашто не постоеше, имаше толкување дека ништо нема да им следува. Тоа така направено да фала не ми треба. И сега тие што можат, ти тоа излезе дека ако тие 135 некој не земе, тие се префрлаат од цела група и тоа не е додоречено. Па некој користи колку за 10-15. Значи има такви работи што еве ние како со искуство можеме да помогнеме. Веќе ако министерот дава таква изјава, се надевам дека ќе не поканат и нас како политички субјекти да кажеме што имаме и како е овој пат на независни листи што треба да го изодиме за да се појавиме рамо и како патолци. Горијан, што е она што според вас неминовно треба да се промени за да се создаде колку толку тој еднаков терен, бидејќи очигледно дека повторно ќе завршиме на исечоци од многуте препораки на ОПСЕ. За мене се неколку работи многу клучни. Прво треба да се изедначи теренот на независните и на партиите. Значи тие мора да имаат еднакви услови за партиципирање во политиката. Тоа значи ако се собираат потписи, треба да се собираат соодветно потписи колку што има население, а не може да се собираат 1000 потписи на Скопје и 1000 потписи на Македонија. Европски земји покажуваат дека се собираат и по 200 и по 100 и по 50 и по 4 потписи на одредени места за да имате можност како независни советници или кандидатура да поднесете на локални избори. Второ, начинот на собирање на потписите треба да се смени. Не во работно време во канцелариите на ДИК, да не може да се оди на друго место, една канцеларија покрива 3-4 општини, па да треба да бркам во која барака е скриена. Мислам се случуваше и ние да прашуваме полиција што беше до канцеларијата на ДИК, полицајците и полициската станица не знае каде е ДИК канцеларијата, а камоли граѓанинот да може да ја најде. Што значи дека начинот на собирање
начинот на финансирање и можноста да еднаков медиумски пристап. Како што има тие големи партии, што ќе има уште толку многу медиумски пристап, нели треба да има еднаквост. Јас кога живеев во Амстердам, се сеќавам дека има билборди за локалните избори таму или национални, не знам кој беа, и билбордот беше исечен на еднакви коцки за сите учесници во изборите. И ти добиеш твоја коцка. Не е битно дали ти си огромна партија со 20 пратеници или со еден локален советник, сите добиваат еднакво искажување. Многу убави модели има. Вие го споменавте холандското, слично е и француското, особено кога се во прашање локалните избори, тука има и дури и димензии за постерите да бидат пропишани исти, за да не се види таа разлика. Проблемот е, модели има, ама ние кај нас постојано завршуваме на крајот со политички договори. Ние имаме работна група, работеше лани цела година и повторно не ги донесоа измените и повторно пред секој избори го слушаме леле, овој изборен законник на вистина после толку измени и дополнувања, една за секогаш треба да се искине, да се напише нов, модерен, но тоа трае толку. Кога ќе се влезе во тој процес, сите бегаат. Секогаш има такви ветувања да треба супер и никогаш не се опочнува правилно или се прави под маса со тајни договори, како што се случи и последните измени на изборниот закон, кои сега што ги избориме спорни. Тие измени беа направени на брзинка, по скратена постапка со моабетот, на луѓето им истекуваат личните карти, па ќе не може да гласат, дај да го продолжиме тоа. Овие членови што се сменија за независните ќутенката не беа воопшто нигде спомнати, а беа сменети во текстот внатре. Затоа, сакам да кажам, изборниот законник е алатка која што ја контролираат партиите со цел да си го заштитат нивниот интерес. Они сега се на моќ, бидејќи они се тие што го менуваат истиот изборен законник и сакаат да си го заштитат интересот. Јас ме зачудило да партија рече во ред да ги улесниме условите за независните, зашто видовме колку беа сложни за отежнување на условите. Они тоа го бараат и затоа ние сакаме да речеме, окей, ако сте толку јаки, ако сте такви финтаџи, кои што речете, знаете што, ние и сме рамо до рамо и појаки сме од вас, нема проблем. Ајде на исто бојно поле да застанеме, па да видиме дали навистина со истите услови за избори, со истите можности, дали навистина ќе извојуваме еднаков број или ќе биде некој посилен или послаб. Ама доколку не се овозможува тоа, да прекинеме да велиме дека сме демократија и дека сакаме да се стремиме кон Европската унија, бидејќи ама не се прави така во Европска унија. Господја Поповска, многу пати било и тема, и промената на изборниот модел, и да пробаме прво како од што е тој страф. Дебатата за отворени листи секогаш одела вака да ја протнеме, ајде ако не сакате за централно ниво, па да пробаме на локално ниво. Од што е тој страф? Ќе се разбие концептот на султан партии? Да, веројатно. Веројатно тоа е првиот страф, затоа што ќе едноставно може да се случи некој кој што се во раководството да добијат помалку гласови и поддршка ако се на листа од некој кој што не е во раководството, а е можеби активисти, луѓето го знаат и му веруваат повеќе. Така што тоа е една од работите и нема да може да се контролира под наводници текот на работите, на водењето, политики и така натаму. Тоа е децентрализација на партиите. Јас го имам предлагано во парламентот, не ми поминало тоа, како што имам предлагано да има можност за двајца ко-председатели, машко, женско. Зелените имаат таков обичај и тоа не ми има поминато. Отворени листи, една изборна единица, не знам колку пати веќе и сама и во комбинација со други. Ама добро, ако веќе чувствуваме дека се тоа болни прашања, тогаш можеме да решиме сет други прашања. Финансирање на партиите и независните листи, финансирање на медиумското представување, начини на финансирање на изборната кампања, пристап до сите други ресурси, што се поедноставување, дигитализација на процедури и така натаму, и тоа се сет одредби и прашања кои го демократизираат процесот и амбиентот, и тоа може да се направи и без да се отворат овие на национално ниво болни прашања, дали ќе го смениме изборниот систем, дали ќе ги прекроиме
изборните единици. Повторно се работи за овде на друго ниво се работи за контрола на политиката на ниво на држава. Ако ова првото што го рековме беше прашање на контрола внатре во партијата, друго е прашање на контрола на ниво на држава и многу е некоректно што последниве неколку години, не знам точно пред колку години беше, кога беше договорено 4 најголеми партии по број на гласови да одскокнат, да се одлепат просто од сите други партиципиенти во изборните процеси и во политиката и да добијат енормно пати повеќе и средства и пред избори, и по избори, и медиумски простор, и третман и така натаму, и можност за институти формирање платени од државата и така натаму. Така што она за што зборува за еднаков третман во друга некоја држава, Холандија, значи тоа е она што би било идеално и за Македонија како не многу голема држава и како земја која што се стреми, нели, која што сака да биде подемократична, значи еднаквоста на учесниците, на оние што вистински постојат. Инаку на почетокот на дебатава нели зборувавме, едно од прашањата ви беше за состојбата со политички партии и така натаму, го зборувавме во Македонија. Реално во Македонија не постојат, вие го загатнавте тоа прашање, не постојат 60 и кусур, не знам сега до која бројка бе едно време 62 или 65 политички партии. Реално постојат 15 на максимум некаде политички партии изгледано со се етнички партии, со специфични идеологии и така натаму, 15 на партии да се меѓу 15 20 да речеме максимум, но дури и тоа е проблематично. И тогаш веќе кога би се елиминирале фиктивните партии на кои што големите им собираат гласови за да им се најдат, како што пред тоа објаснував за разни приказки политички и параполитички, нели? Тогаш веќе би била сосем поинаква ситуацијата, тогаш би била многу полесна борбата за редистрибуција на тој заедничкиот буџетски колач, за медискиот простор и за вниманието на гласачите. Не би се губело гласот на едни искрени политички субјекти како во моментов независните и некои други, не би се губело во еден џагор, во еден општ џагор. Колку е Георгиевска и Јовановски ова всушност обид граѓаните да се одвратат од она што е последната кај нас е последната, но треба да биде суштинската одредница на локалната самоуправа, тоа е активната партиципација на граѓаните. Бидејќи тоа значи отворен совет за секој што сака во секој момент да влезе. Јас претпоставувам дека ако денеска, ако утре добро, празници се, но на првата ваша седница, дали е во Карпош или еве во град Скопје, ако граѓанин се обиде да дојде на таа седница, дека прво нема портирот да го пушти. Не, седниците се отворени. За пристап на граѓаните? Да. Меѓутоа, многу граѓани не знаат. И ние обично секогаш кога објавуваме дневен ред, го пишуваме и тоа, бараат да се најавиш и граѓаните немаат право на збор. Некогаш и се дозволува, ако е поголема група граѓани, да се обратат. И еве им олеснивме, пошто секогаш седниците се во работно време, им леснивме на граѓаните дека може и да ги следат пошто едноставно не им беше природно дека треба да се емитуваат тие седници во живо и подобри за нас, бидејќи не сме секогаш свесни како сме кажале, па некогаш ги враќаме, гледаме што како било. Така да, фала Богу, тоа се изборивме после година и нешто. Сега седниците се достапни, значи можат граѓаните да ги гледат, можат слободно да дојдат. Посебно за буџетот е пожелно и кога има детални урбанистички планови, немавме толку во Карпош, исто така алармираме, тогаш стварно граѓаните се заинтересирани, доваѓаат на седници, па тогаш имаме вие ги лажете граѓаните, доаѓаат па се случува тука и не били настани, меѓутоа граѓаните кои сватија што значи тоа да си надвор од тој процес кога се носат деталните урбанистички планови и потоа ги гледаат машинериите кои ќе дојдат, сега тука сите сакаат активно да се вклучат. И доаѓаат, прашуваат и веќе јавните анкети и презентации се доста посетени. Тука има еден проблем што
веројатно советниците треба да бидат тој сервис кон граѓаните, бидејќи за да се прочита еден дуб, па минимум 1-2-3 прирачника и така трчај еден закон треба да прочиташ. Ако немаш соодветен соговорник, инако ако вие немате соодветен соговорник од другата страна кој што тоа ќе ви го приближи, на крајот тие слики, квадратчиња, црвени, жолти, дебели, испрекинати, секакви линии, ништо не значат, се дури не сватите дека во суштина голем дел од тие неразбирливи знаци значат оно што ќе го видите утре, дека вие имате квалитет на живот на ниво или под стандард, терасата и балконот ми влегува во спалната или дневната соба на соседот или обратно. Скопската реалност. Може само нешто да додадам. Значи, ако верувате да се направи некој просек, мислам дека и повеќето советници појма немат. Сега ние како Карпаш имавме среќа да учествуваме во една програма финансирана за зајакнење на советите, каде што имавме обуки. Тешко е затоа што сум го гледал, никој не сакам многу ретко сакам лични примери да покажувам, меѓутоа сум се соочил со обид за узурпација при градба на заеднички заден двор од зграда во центар. Сега, ако човек не живе, ако не почне да ги толкува тие знаци, ако нема кој да му помогне, тоа може преку ноги да отиде и да се претвори всушност едно мало парче зеленило, да се претвори во некој што си замислил дека тука ќе направи паркинг, бидејќи нема доволно место на неговата парцела. Јас тоа викам, советникот треба тој, како што кажавте, негова одговорноста да биде сервис на граѓаните. И ако некои советници не разбираат, треба да научат сега. Затоа зашто ги гласаат тие детални урбанистички планови или буџетот. Значи, не имавме обуки, ами да нема обуки, ќе седнеш, ќе читаш закони, мораш да го знаеш тоа. И кој веќе граѓанинот те прашува, ако немаш одговор, да се потрудиш да му даеш одговор кој ќе ги прашаш институциите. Мене ми се случува кој ќе ми се јави граѓани, фала ви многу што ми се јавивте. Викам, како фала, мене тоа ми е работа сега. Мислам, луѓето уште не се навикнати дека ние сме нивен сервис, дека буквално треба да не прашуваат и наша должност е и да се сретнеме со нив и да им објасниме, ако не знаеме, да ги упатиме каде што треба. И дефинитивно треба концептов на директна демократија да се качи на многу повисоко ниво. Значи, јас тоа велам, обврската на граѓанинот не треба и не смее да застане еднаш во 4 години излегов на избори и заокружив нешто и сега јас тоа е тоа. Туку да сакаме ние како граѓани да бидеме цело време вклучени во работата преку советниците, еве ако збориме на локално ниво, кои што ние сме ги изгласале. Ако јас сум гласал за одреден политички субјект, јас треба цело време да гледам дали ми ги застапува моите интереси, што подразбира транспарентност од страна на тоа локална самоуправа и тој политички субјект. Треба да бидам повикан за да одлучам заедно за буџетот, а не буџетот да се одлучува за затворени врати. Кога станува збор за локалната самоуправа, се збори за ДУП-ови, се збори за ГУП. Нашиот ГУП на град Скопје касни неколку години веќе, ние немаме вистински ГУП. Задоцната до 2022 му заврши рокот. Треба и тука да бидат инволвирани. Значи, ако ние како граѓани не се инволвираме, тогаш ќе остане само на оној момент 5 за 12 да бидеме наместо проактивни, реактивни кога ќе се случи куршлус. Ама затоа треба да има и независни советници кои што ќе следат состојбата реално, ќе известуваат, бидејќи очигледно тоа не го прават партиите, посебно кога не им иде во корист, а и ни локалните самоуправи гледаме, бидејќи нормално се партиски контролирани. И во исто време треба да бараме и ние да им се овозможуваат отворени пристапни информации и на дебати на граѓаните. Значи, јас да седнам, и тоа сме го правили, сме обезбедували буџети и не се случувало тоа, јавни дебати. Што повеќе јавни дебати, толку повеќе јавно мислење, толку повеќе инволвираност на граѓаните. Оно што го споменувавте околу транспарентноста и видливоста, впечаток е реално дека најмногу се случува во општини во кои што има независни листи, независни советници, додека во голем дел од општините и натаму останува таа локална власт на централната во микросредина. Со математички збир на мнозинство и поделба на колку ги има. Град Скопје, фала Богу, има
повеќе, во некои општини има помалку локални предпријатија и позиции за делба. И колку од тука и од таа матрица произлегува тоа што од неа се изнедруваат низа одлуки, планови, конкретни решенија кои што влијат на нашиот живот, а немаат ништо заедничко со она што се подразбира под зборот квалитет на живот. Пошто ние можеме да зборуваме и за зелена енергија, и за чист воздух, и така натаму, меѓутоа кога сите тие ќе се вклопат во тој збор квалитет на живот, секој си има и свое значење и свој придонес. Како да ви кажам, значи на моменти седам на седница, слушам што се дискутира, зборам и со секторите, значи со јавната администрација и со другите советници и гледам дебатите што се случуваат меѓу нив и ти иде да си удриш главата од маса на моменти. Искрено ми е. Значи, си викаш, добро бе луѓе, па што дискутираме овде, па што збориме? Посебно да го видите и разговорите што се случуваат зад камерите, кога камерите се исклучени, каде што се случуваат и дополнителни начини на договарање, но си викаш ти, аман тебе, па ја не зборам тука нешто научна фантастика, ти збориш за зелен катастар, тие ти викаат не ми треба дрва на интернет. Не зборам ние Sims да изградиме играта, луѓе, зелен катастар е тоа да се состан. Основни работи приметуваме дека нема. Јас сум имал случај и директно внатре во администрацијата, знам дека се јавуваат граѓани, слушај се сечат детенски дрва на водно, помагајте. Јас на седница седам, станувам, срипувам, трчам до сектори, барам, дајте да видиме дечки, дозволите што се дадени. Од еден на друг на трет човек завршувам кај некој вработен кој што очигледно не знае кој сум. Прашувам дали имаме дозволи за таму издадено како град Скопје, барат, ги нема дозволите, ама нема проблем, ќе ти средам за кога ти се. Ако дефалтот, основата е ќе ти средам за кога ти се, па ние имаме системски проблем. Како тоа да ми средиш? Ти си во сектор кој што треба да знае зошто воопшто се издаваат тие дозволи и да го заштити животната средина и јавното здравје, а не ќе ти средам за кога ти се. Ми наметнавте одлично прашање за завршница во контекст на квалитетот на животот, тоа ќе биде, ќе го поставам после реклама. Во контекст на она што го реков пред малку, при крај сме, имаме уште 7 минути, но доволно еве да го опфатиме овој аспект. Често тука и кога има градоначалници го зборуваме тој што значи тоа квалитет на живот, значи не значи само до 4.500 илјади евра по квадрат, туку значи збир од услови кои што значат градинка, зеленило, места за рекреација, училишта во одредена област, а не денеска мирна куќа утредента наеднаш дискотека која што работи до наутро и така натаму. Има многу аспекти. Но еве како вас како советници, а госпоѓа Поповска како човек, како пратеник кој што поранешен пратеник кој што го почна, да кажев го почна, ќе се подразбираше и тоа, кој што го почна прашањето со урбаното зеленило. Еве, актуелно ќе биде и во изборите, веројатно тие што ќе одат на реизбор, некој ќе ви пријде и ќе ве праша. Поминувам низ Карпош, Центар, Кисела вода, Ѓорче аеродром, да не ги редам сите општини, гледам убава зграда која што на крајот ќе заврши како некој што сум ги видел таму во Амстердам, кој што бил Горјан, а тие се некои се добро, не во Амстердам, во новиот дел, со кровен парк. Наеднаш нема ништо од тоа. Како ги пронаоѓате 20% урбано зеленило или како ви објаснуваат како ги снемува? Не објаснува, ги нема. Нема воопшто. Паркинзи нема, зеленило нема и паркинзи се случува да нема, значи предвидено подземно ниво, одеднаш тоа подземно ниво станало, не знам, некој магазин или нивото не е високо, не е на 2 ниво. Некои не можат ни да се изградат заради подземни води. Да бидеме. Тоа
Подкровле на луѓето не им личи подкровле, значи се поместува 20 сантими и тој спрате како подкровле, подозгоре имаме уште една додаток што е за лифтовска куќичка, па сега тој лифтовската куќичка се проширува со некои тенди од озгора и излегува уште еден спрат или кај поголемите згради имаме во текна градба се зидаат уште по цели катови од 1000 метри квадратни, значи еден куп неправилности, вклучувајќи и зеленилото. Меѓутоа, ние сите тие што ги пријавувавме, немавме никаква реакција. Дали ние граѓаните, кои што не се толку упатени во тоа, премногу просто го разбираме тоа, дека ако е 20%, значи парцелава, зградава, ако е ова парцелава, зградава не може да заврши туку треба да биде некаде повнатре, па да има некое паркче или место за да се насади дрво или зеленило, а не тоа да бидат 3D архитектонски жардинери кои што потоа никаде ќе ги нема. Тоа изборевме, треба има во законот треба да се допрецизираат одредени работи, зашто мислам ние како луѓе си наоѓаме прво дупките. Значи имало ќе го покажат зеленилото, а после тоа станува тоа зеленило паркинг или влегува во вкупното зеленило и жардинерите или на кровот, така да кога ќе се изведе нема ништо тоа или ги цртат на балконите дрвата, а никој не кажува дека тие дрва треба веќе кога ќе се всели некој дека мора да ги има или да ги чува. Значи треба да се допрецизира тоа зеленило да е какво зеленило, колку да го има точно и кои се казните ако го нема. Зашто кај нас многу често вика не сме или не треба тоа да го направи, меѓутоа или е казната мала или нигде не пишува што ако не го направи. Горија. Дополнително тука, значи, тоа кровно зеленило кога го видиме или на тие 3D рендери и сегде од страна, значи тоа не смее да се смета во тие 20% според мене. Значи 20% треба да биде доле, на земја. Тука е направен парк. Значи, без тоа, ние како граѓани ќе поминеш ти доле, ќе имаш сенка, ќе ти направи намалување на живчување на островите кои што се случуваат. Горе на зградата, супер, направи си ти кровен парк ако сакаш, тоа никој не ти забранува, имај си зеленило по терасите. Ама ако доле не, тоа не придонесува општо до јавното зеленило кој што треба да го има. Иначе ние ќе имаме една бетонска џунгла и сите на кровчињата кои што имале пристап или имаат пентхаус горе ќе живеам, ќе имам пристап до некое дрвце едва ако воопшто се снајде. Флората, фауната, екосистемот се уништува со тоа што нема доле. Значи идејата е дека доле ние треба да ги заштитиме. Горија, знаете дека она што го зборувавме за вистински руфтоп, значи претпоставена законска регулатива дека им е овозможен и за користење на сите станари. Тоа се навистина многу пријатни катчења во вакви бетон метрополи каква што за жал стана Скопје, стануваат и многу други гради. Затоа викам, тоа не е никаков проблем да го има, ама ако доле не го има, каде што ќе врши функција и на сите други граѓани, но и на екосистемот, зборам на живиот свет што се случува доле. Вие не може екосистем да одржи ако исклучиво имаме само горе зелени катчиња. Затоа нашиот став на Зелен Хумаград секогаш бил дека треба доле да им биде таа процент 20% парцела, а дополнително супер нека има и горе, нека има. Ама не треба да ние да го направиме целосното доле бетонизација, па да изгледаме еден Њујорк и да се молиме дека градски парк нема да го претворат во Централ парк. И друга работа, процент на зеленило самата четврт треба да се обезбеди. Да. Значи не само на парцела, него вкупно зеленило и во самите блокови. Го гледам од бројувањето на времето, малку ќе биде на госпоѓа Поповска се да каже, бидејќи долга е историјата во минута и пол. Прашањето ќе биде кон што треба да се унапредуваме, бидејќи мачно оди тој процес и на крајот интерпретациите се како дел од она предмалку што го спомена Горијан, кога се зборува и за било што зелено, тоа до тоа не ми треба, како беше, не ми требаат дрвја на интернет. Не треба да има манипулирање на дефиницијата за урбано зеленило, да се знае дека тоа е површина над која и под која нема градби, точка. Тоа да не биде под маса, над маса, во саксија и слично. Меѓутоа, Ептен има, тоа е најголемата манипулација која што се случува. Тоа е манипулација каде што се прават, се глумат лудило и тоа луѓе кои што се стручни, што се архитекти, кои што седат во комисии на општинско за урбанизам на општинско ниво, на градско ниво и во Министерство за транспорт и врски. И тие ги прават сите тие манипулации, одобруваат дека е исполнет законот за урбано зеленило. Токму поради тоа да нема вакви манипулации и ред други
цели кои што колегите мои ги спомна. Значи, 23 година се направи измена, предлог измена на Законот за урбано зеленило во рамките на еден проект поддржан од Шведска, каде што соработувавме и со нивните организации, со многу други експерти од разни организации и институции, и каде што тој закон прави ускладување меѓу Законот за урбано зеленило, Законот за урбанистичко планирање и Законот за градење, за да не може да се издаде градежна дозвола ако не е запазено зеленилото. Тоа екзактно треба да стои и во Законот за градење, иако и сега би требало да се подразбира. Но за ова интересна работа би сакала да кажам, токму пред 2 дена во понеделникот во име на Зелен институт, бидејќи тој закон за урбано зеленило измените ги предлагавме, дојдоа беа поддржани од сите институции, но не се поднесоа во парламентот. Решивме во име на Зелен институт, бевме кај градоначалникот на Кисела вода господинот Орце Георгиевски, кој што е председател на ЗЕЛС, побаравме поддршка за овој закон, го ги презентиравме значењето што ќе се добие и придобивките од тој закон, и тој даде поддршка, за тоа објавивме, известивме јавноста, и еве користам уште еднаш да кажам дека тој беше спремен и на седница на ЗЕЛСова да го постави, па очекуваме како Зелен институт и како други активисти да не повикаат, за да се дообјасниме ако некому во ЗЕЛС нема да му бидат јасни тие заложби за кои што се бориме, за да има вистинска заштита на урбаното зеленило. Јас ви благодарам што вечерва бевте во топ тема и искрено се надевам дека нема да има повод на 14 мај да се собереме, да дебатираме за лоши вести. Благодарам уште еднаш. Вам почитувани, ви благодарам за вниманието, останете на Телма.